Драги присутни, ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Денешниот ден, 1 ноември, е еден контроверзен празник. Од една страна католички празник, што во Европската Унија е буквално празник, неработен ден, кога се паѓа во помеѓу понеделник и петок. Знаете кој празник? Денот на сите светци или на сите светии. Од друга страна е голем сатанистички празник, па сега најдем го крајот. После вештерската ноќ, тоа требаше да биде изминатава ноќ. И народот често пати во својата искреност вели денот на мртвите. Годинава па се паѓа сабота, а во православието секоја сабота е ден на мртвите. Денес па е задушница плюс, значи една од 4 саботи во годината која што е специјално наменета за мртвите. На тоа се сведе саботата во православието, ден за мртвите. Во православието мртвите единствено ја држат саботата, затоа што мртвите почиваат и ништо не работат. Но Господ ја остави, ја направи, ја создал саботата за кого? За живи или за мртви луѓе? Кога самиот рече, саботата е создадена, така рече? Прво, дали тој глагол е употребен? Саботата е, или само рече, саботата е за човекот, а не човекот за саботата. Некои преводи велат, го кажуваат и глаголот, создадена, направена и така натаму. А не обратно, човекот за саботата во тој антилегалистички контекст, говорејќи им на еврејските рабини, законици, фарисеи, учители на законот и така натаму. Создадена за човекот значи што? За човекот бил жив кога му била дадена саботата или мртов? Значи, саботата е за живи луѓе. Така. Имате потреба кој има потреба од одмор? Живиот човек, и тоа некој што бил многу жив, не секој жив човек. Туку некој што бил многу жив, со значи многу се трудел, многу вреден, некој што многу работел, така. Се работеле многу во текот на седмицава. Имавме порано еден верник тука, кој што секој предпладне, саботата предпладне, мораше да заспи. Особено за време проповед, бидејќи за време полка верниците учествуваат, за време полка се збори, ама за време проповед мораше да заспи. Беше како старите верници во Колешина, кои редовно спиеа за време проповед. Дали знаете зошто? Затоа што тоа биле луѓе што копале, значи луѓе кои што биле преморени од работната седмица. Не како мнозина од нас кои што заборавивме и што е глад и заборавивме и што е умор физички. А доаѓа време кога Господ ќе не подсети на тоа. Доаѓаат тешки времења. И од економски смисол и од секаков друг.
Благодарам. Но истиот тој верник, зборувам за тука во Скопје, кој што одамна не оди во црква, попладнето, тој беше многу редовен верник, кога одеше, попладнето, значи саботата навечер беше многу буден, затоа што по ручекот, саботниот ручек се одморил. И самиот ми велеше, не може на сабајле, мора да дрема, преморен сум од работа, преморен сум, а за вечерта сум буден, одморен и нема проблем. Па сега, ако ви кажам што правил, ќе заклучите кој за кого зборувам, односно што работал. Саботата е за живи луѓе. Но, дали знаете како јас го нарекувам овој ден, 1 ноември? Вчерашниот ден, 31 октомври, е денот на реформацијата. Вчера конкретно 508 години од протестантската реформација. Од Лутеровата конкретно. Денот што следи после реформацијата, значи денешниот, 1 ноември, јас го нарекувам деформација. Денот на деформацијата. И заради ноќта на вештерките, и заради католичкиот празник, така хронолошки следи после реформацијата. А за жал заради самата протестантска историја, која што не е само нивна историја, дека после реформацијата секогаш следи деформација. Пред месец дена, кога ја имав првата библиска поука од ова тромесечие, кажав дека на некој начин историјата на адвентизмот сведочи како од многу десно лесно може да се отиде во многу лево. Тоа важи за целиот протестантизам. Протестантизмот на времето беше, христијанскиот запад на времето беше многу конзервативен. Се согласувате? Знаете како се облекувале и мажи и жени, пример во 19 век. Знаете и среде горештини и топли времиња, топли сезони, летни времиња. И да не зборам еден куп други карактеристики на тоа време кои што денес не постојат. Денес се употребува често изразот пуританец или пуританизам, за да се означи колку е некој човек многу конзервативен, дури штрчи во конзервативност, супер конзервативен, ултра конзервативен, пуританец. А што значи тоа? Од каде потекнува тој збор? Пуританците биле во британската реформација, или како што била наречена англиканската црква, Church of England, биле најревните реформатори кои што барале самата црква, англиканската во Англија, уште повеќе да се дореформирува, односно не било доволно само тоа што го спровел кралот Хенри VIII и тој заради неговите телесни желби, а не заради љубовта кон вистината, но сепак во Англија имало вистинска реформација, како и во други западни земји, благодарение на некои звучни реформатори, меѓу кои најпознат маченикот Вилијам Тиндел и еден од преведувачите на Библијата во тоа време. Пуританците биле
тие се наречени пуританци, што значи луѓе што бараат чистота, како да ги наречеме, србите велат чистунец, чистунци. Тоа име потекнува не од нивниот начин на живот, туку затоа што барале во Библијата, во библиските изданија, да нема фусноти со објаснувања на некој стих или текст. Јас се сеќавам, имаше едно хрватско издание на Новиот Завет, што уште го имам дома, каде што за некои текстови имаат во фуснота имаат објаснување што сака да каже текстот. На времето имало многу такви фусноти во англиските библии. И на тој начин читателот бил заведуван, така да речем, значи, за да бидејќи црквата секоја, дури англиканската, значи дури реформираните цркви се плашат, дури и адвентишката црква, се плашат нивниот верник да им избега од контрола. Се плашат да им избега од контрола. Мора да биде верникот според утврденото учење на црквата, според да не забега. Значи, да не забега ваму и натаму. И дори во самата Библија дори ставале фусноти за објаснување на некои текстови, за да не случајно, ако нема такви фусноти, само од библискиот текст да не добие погрешно толкување, погрешно да не си го свати читателот и така натаму. Сега, тоа само по себе не е лоша шелба да сакаш да не ти забегаат верниците по лажни науки, како што денес многу лесно се случува, во времето на најголема слобода, така да речем. Но пуританците барале да нема такви фусноти, да биде изчистена Библијата од секаков човечки коментар, туку да стои само библискиот текст во неа. Затоа го добиле тоа име. Меѓутоа биле познати по многу строг и конзервативен начин на живот, особено со многу строги во американските колонии, многу строги закони за празнување на неделата, да речеме отсуство од црква. Замисли да постојат државни закони кај што денес не си бил во црква. Колку верници не се денес во црква? Оваа сабота колку верници не се во црква? И 3 пати ако изостанеш од црква и треба да платиш казна, парична казна на државата. Имало такви закони. Читате и во големата борба, малку се опишува тој период од американската историја. Значи, еден протестантизам, зборот ми е кој што бил многу строг, многу конзервативен, многу десен. Денес, што е денес? Еве само еден податок. Денес ние одамна и не живееме во христијанска епоха. Баш денес, како да го наречеме ово, не може никако да се нарече. Ние живеевме и во атеистичка држава, но таму имаше морал, имаше ред, имаше дисциплина, се знаеше што е бело, што е црно. Денес, што е ова се? Не може никаков изам, како да се нарече, ова е катастрофа. Еве, англиканската црква деновиве ја доби првата жена надбискупица, односно она што се нарекуваше кентерберискиот надбискуп, поглаварот на англиканската црква. Последниот Джастин Уелби поднесе оставка заради некој сексуален скандал со педофилија, на кој дередже се наоѓа денешниот протестантизам, конкретно во Англија. Да не збориме дека кралот им е сатаниста, масониште и сето тоа што е одамна традиција. А тој е се уште официјален поглавар на англиканската црква е кралот, не е архиепископот, односно надбискупот. Но сега имаат жена надбискупица на чело на црквата, која што е и содомка. Знаете што мислам.
голем пропагатор и поддржувач на лесбијски права и така натаму. Транссексуални, да не споменувам кратенката. И да не споменувам вулгарен збор, наместо таа кратенка. Ете на кој дереđе се наоѓа денешниот протестантизам. Од некогаш многу десно, веќе пуританизмот потекнува од Англија, и како поим, и историски, од некогаш многу десно, денес многу лево. Значи, сталинизмот, комунизмот што го познаваме, беше каде поконзервативен од денешното лудило. Татко ми се сеќавам кажуваше: Зоран, дали ти би можел да потврдиш вакво нешто, иако ти тогаш беше роден? Почетокот на 50-тите години татко ми кажуваше ако некој носел фармерки, джинс, ки бил уапсен во тогашна Југославија. Добро, тоа е можеби идеолошки, за да не носиш американска облека. Но нешто друго се сеќаваше татко ми. Во 50-тите години во Југославија, зборим, атеистичка држава, односно држава каде што Богот беше другарот, ако биле видени дечко и девојка да биле видени сами, и не мора да прават ништо, туку само сами си седат, се дружат, муабет, на клупа, не мора да се допираат, само да се сами, да нема друг во друштво, тука југословенската милиција интервенирала. Да подсетува нешто на стариот Израел во Христово време, фарисеите, или пуританизмот на времето и така натаму. Ова се само некои историски примери. И овие примери покажуваат нешто, кажуваат, како прво ова не се нови примери, ниту протестантизмот, туку го гледаме многу често во самата Библија. Во самата Библија, во историјата на древниот Израел, а тоа е историјата на целото христијанство, но Библијата претежно збори за Израел, историски, секогаш кога имало просветлување, кога имало успех, кога имало победа, кога имало реформација, може да го наречеме, иако тој збор не се користел тогаш, пробудување, после тоа, значи еден период на духовна силна, голема духовна благодат и благослов, поминува известно време и што се случува со народот? Значи, било со наредниот цар, со наредниот судија, да помине некое време, значи, доста е да умре, како умре Тито, се распадна Југославија, значи, доста е да умре оној судија или оној цар што бил добар и во чие време, или оној судија во чие време Господ последен пат направил дал голем благослов, победа и реформа била извршена, прочистување кај народот во црквата и така натаму. И после тоа некако по инерција, затоа што човечката природа е таква, настапува деформација, односно расипување. Има многу библиски текстови на таа тема. Читајте како почнува Исаија, првата глава, како почнува Осија дури неколку глави. Само на таа тема, како народот се расипува. Кога нема визија, народот се расипува, така е и напишано. Нема благодат од Господа. Човечката природа само по себе се расипува. Да се вратиме, например, одново во Судии, во минатиот пат читавме во 8 глава, книга на Судиите,
читавме како народот воодушевен од сите победи што Господ ги остварил преку Гедеона, а не самиот Гедеон. Народ нели му предложи на Гедеона да биде цар, Гедеон ја одбива таа чест и ја потврдува теократијата, Господ ќе ви биде цар, не јас, не моите синови, внуци и така натаму. Но Гедеон сепак покажал, и тој лично покажал една своја слабост, кога ја одбил честа за да биде цар, рекол Господ ќе ви биде цар, но во 24 стих, во 8 глава, им вели, уште им рече Гедеон, само едно барам од вас, видите што побарал. Секој да ми го даде прстенот од својот плен. Победените имено носеа златни прстења, зашто беа Исмаилци. Го разбирате ова? Кој бил Исмаил? Ишмаел. Да, односно, синот на Авраам од робинката. И до ден денес имаше некои стари верници кои што муслиманите во нашите краишта ги нарекуваа Исмаилци. Ги нарекуваат, исламот воопшто бил така нарекуван, Исмаилците. И турците кога продира во средниот век овдека, често пати во христијанска литература се така нарекувани Исмаилци. Значи, ја не сум многу далеку во паралелата кога велев мадијанци или турци или и така натаму, правејќи ја таа споредба, бидејќи самата Библија ги нарекува Исмаилци. Иако тогаш не постоел ислам, но така се наречени по своето потекло. Гедеон поборал да се соберат сите златни прстени од победените Исмаилци. Зошто? Тоа му било слабостта. Сакал да се собере, сакал да има човекот колекција на златни прстени. Сакам нешто. Што покажува тоа? Понатаму извештајот вели, тежината на златните прстења што ги побара изнесуваше 1700 златни сикли, шекели. Денува колку вреди денешниот израелски шекел, кој што не е златен, кој што е како и нашите пари, како и сите пари, непостоечки. Односно, обична хартија со измислена вредност. Одамна беше, пред 4 век. А и колку и да беше тогаш, сега е по-девалвиран, како и секаде. Ова се 1700 златни шекели, ова е право богатство. И само за златните прстења, вели, освен месечињата, наушниците, значи обетки во облик на полумесец, тоа е затоа што и паганите ја обожувале месечината како бог, што впрочем знаеме и исламот, ја има полумесечината како символ, бидејќи и Аллах го сметаат за бог на месечината. Само што го прогласиле за единствен, значи ги укинале другите идоли, а само оној на месечината го прогласиле за единствен. Наушниците и облеките од црвено сукно што ги носеа мадијамските цареви и освен веришките што беа околу вратот на нивните камили, значи све сакал тоа да им го собере. Гедеон направи од тоа ефод и го постави во својот град Офра. И сиот Израел блудно, вели 27 стих, и сиот Израел блудно одеше таму по него, и тоа им беше стапица на Гедеона и на неговиот дом. Сега се зборува дека наводно председателот Трамп планира во Газа значи тука сега американскиот капитал, тука планира голем профит да оствари, да изгради нов супермодерен град, ривиера,
привлечна дестинација за западни туристи и покрај сите тие секуларни паганштини кои што се наоѓаат било каде на запад и кај нас. Меѓу другото планирал да наводно, сега тоа се збор, не знам дали е точно, но мнозина го зборат, гледам, да изгради среде Газа, обновената Газа, да изгради голем кип од злато, целиот од злато, каде што е он самиот ќе биде представен на кипот, значи Трамп, огромна трамповска фигура од чисто злато. А Навуходоносор, ви текнува на Навуходоносор. Може би не ваков кип, меѓутоа, видите, на народот, Мојсе што направи? Змијата во пустината по Божја наредба ја извајал, за да преку неа Господ ги исцелува израелците каснати од змија. И што се случило подоцна, многу векови подоцна, таа змија, што Мојсе ја направил, читаме во Царевите, таа станала објект на идолопоклонство. Да, и верниот цар требал Езекија, требал да ја уништи. Значи, место да чуе, леле, ова е светата реликвија, ова е светото од времето на Мојсеј. Денес луѓето се кланјаат на многу реликвии за кои што и не постои сигурност дали е тоа на вистина од времето на Исус, од времето на апостолите, или од овој оној, било кој, од овој светец, од оној светец. Но нешто што со сигурност се знае дека било од Мојсеја направената змија, што Господ ја користил за исцелување на израелците, еден ден морало да биде уништена. Зашто? Затоа што Господ не сака обожување на реликвии. Господ не сака идолопоклонство во било која форма. И така тоа, нешто слабоста, личната слабост на Гедеон да поседува злато или малку да се испочатали со направениот ефод од злато, станало соблазна за самите израелци. Логиката на народот е секојаш штом водачите нешто дозволуваат и прават, значи тоа е добро и можеме сите да го правиме. На времето кога слушал муабети од како во минатиот век во црквата, ако жената на проповедникот се облечала некако, ако она прв пат се облечала некако што пред тоа не било случај со никого, тогаш и другите жени добивале слобода и тие така да се облечат. Или керката на проповедникот и така натаму. Тоа е некако човечка природа. Значи, ако црквата, ако водачите, ако водството нешто дозволува или даде пример, дури да е погрешно, значи тоа е окей, тоа е добро, тоа е во најмала рака тоа е прифатливо, може, дури не ни прашуваат, туку едноставно човечката природа се поведува и прифаќа за стандард така како што постапуваат водачите. Тоа е природно. И тоа им служи и за изговор, ако им треба и како изговор. Дали само тука застана Гедеон во неговиот личен отпад? Почнуваме да читаме од 29 стих. И Јеровал, тоа беше прекарот, нели, синот Јоасов, самиот Гедеон, отиде и живееше во својата куќа. Добро, значи, одби царство, не отиде не нареди да му се изгради палата или не знам што. Отиде и живееше пак во својата куќа, од кај што излегол. Но, внимавајте сега што се кажува. Гедеон имаше 70 синови. 70 синови. Денес има некој ваков?
Како прво треба да го бараме во муслиманските земји, ако воопшто постои, така. Од каде овие 70 синови? 70 синови кои потекнува од него зашто имаше многу жени. Кој? Гедеон. Гедеон. Значи, добро, не сакам да бидам цар, ама сакам злато и сакам да си бидам хипо. Ке си имам и јас свој харем. Не сакам да бидам цар, ама тоа што го сакам кај царевите, тоа што го сакам кај царевите, ке искористам прилика да си го остварам. Како велат грешници, еднаш се живе. Па да се проба. Искористи шанса. Сега кога си славен, кога си популарен, кога Господ те прославил. Значи, сето ова може да го наречеме антивера. До сега разгледувавме примери на вера. Сега правам единствен исклучок денес да зборувам за антивера, кога самиот херој на верата, и тоа го гледаме кај Давида, тоа го гледаме кај Соломона, тоа го гледаме кај мнозина, што се Божји избраници, што биле херои, господови херои, кога човечката природа ќе се опушти, особено после победата, после славата, после успехот, на крилијата на популарноста, на човечката природа се опушта и тогаш се возгордеува сето тоа и ги пројавува сите своји до тогаш скриени страсти и може лесно да забега на која страна? На лева страна. Многу лесно на лева страна. Неговата наложница, значи некој што не ни му била жена, блудница, како се вика денес, љубовница, да не го спомнам германскиот збор, која што живееше во Сихем, му роди син, кому му го даде името Авимелех, и Авимелех ќе биде неговиот наследник. Потоа се вели Гедеон, синот Јоасов, умре во длабока старост, го погребаа во гробот на татка му Јоас во Авиезеровата Офра. 33 стих. По Гедеоновата смрт, израелците пак почнаа да одат блудно по Вааловците. А колку пати до сега го правиле тоа? Ако почнеме да броиме од златното теле во времето на Аарон, значи во пустината, колку пати израелците се разблудувале? Како прво, зашто идолопоклонството Господ го нарекува блуд? Зашто се употребува? Дали знаете што значи зборот блуд? Етимолошки, блуд. Тоа е како зборот заблуда. Што значи заблуда? Значи, кога ќе забегаш или во погрешно мислење, значи може да биде погрешно мислење, погрешно толкување, погрешна наука, сето тоа спаѓа во зборот заблуда. Но ние го користиме зборот блуд конкретно за сексуален греф. Каква врска има заблудата, нешто интелектуално, со конкретни телесни гревови, например? Кој год и какви год да се тие? Едното води во другото. Со други зборови, гревот, секој грев, и најситниот што спомена сестра Зорица, има потенцијал да те, ако го негуваш, ќе те однесе, ќе те бутне на нешто поголемо, подлабоко и пострашно. Пример, Давид ја посакал жената на Урија Хетеецот, бидејќи случајно ја видел гола, и што направил? Направил прелюба. Така, јас сум цар, ќе искористам прилика малце. Значи,
како директорите во социјалистичките предпријатија од минатиот век. Татко ми, се сеќам некаде, еден муабет, ќе кажам сега, од 89-та година, гледавме една криминалистичка серија и татко ми влегува во соба и ја и мајка ми ја гледавме. И вика на мајка ми, треба да ги гледаш овие работи, пошто на работа со мафијашот директорот имаш вакви ситуации. Мафијашлук, криминал, директорот сака да краде, сметководителите во проблем, како сега. Министерот сака да краде, како сега ќе постапат подчинетите, подредените службеници. Значи, идолопоклонството, секое идолопоклонство. Еве израелците со златното теле во времето на Арон. Почна да му се кланjaат на златното теле, го прогласија за нивен бог, дури го прогласија за божество што ги извело од египетската земја. Значи, кој идиотизам. И потоа се оддаваат на блуд. Почнуваат буквално да блудствуваат. Значи, народот седна да јаде и да пие, и потоа станаа да играат, и потоа почнаа да блудствуваат. Соломон. Тука можеме поинаку, во поинаков редослед. Прво посакал многу жени и имал многу жени, најголемиот харемџија во историјата воопшто. Но тие жените, дури оние што законски му биле жени, го одвеле во идолопоклонство, во обожување и поклонување на лажните богови. Кој? Соломон? Царот на Божиот народ, најмудриот, најпосветениот од почеток кога ја прифатил должноста да биде водач на Божиот народ. Што значи таа поговорка? Крвта вода не бидува. Човечката природа е каква? Уште од Адамовиот пад е расипана. Нашата семка е расипана. Ниту еден човек нема право да се фали со некакво педигре. Тие, подречеме во така наречени кралски семејства, тие се уште порасипани. Тие најраси. Зошто? Затоа што колку повеќе имаш, дали имот или власт, толку повеќе ја покажуваш својата расипаност. Или, како беше на друга проговорка, дај му на човека власт за да видиш каков на вистина е. Што се на вистина е. Подоцна ќе видиме кога ќе зборуваме за Јефтај, и Јефтај бил роден од блудница. Значи, татко му Галат блудствувал. Но, да се вратиме се уште кај 8 глава. Значи, Израел после Гедеоновата смрт израелците почнаа пак да одат блудно по Вааловците, значи, настапува деформација. Веќе корените на деформацијата се поставени од самиот Гедеон, со ефодот во Офра. Почнаа да одат блудно по Вааловците, значи ова веќе отворено идолопоклонство, како што правеа пред тоа, пред да ги предаде Господ во раците на мадијамците и други окупатори. Па си го поставија за Бог Ваал Верит. Си избрале друг Бог. Може чаша вода. Или повеќе нема. Замислите,
Господ на војските те ослободил од еден куп робства, почнувајќи од египетското, последен пат од мадијамското, и после смртта на Гедеон народот избира друг бог. Како да е ова демократија? Овој беше градоначалник, сега ќе биде друг. Избори. Избери си бог. И народот го избра Варава на првиот референдум во историјата. Распни го, а ослободени го, дајни го Варава. Сакаме Бараба. Сакаме демон да ни биде бог. Сакаме... Зошто? Зошто луѓето го бираат злото? По природа, злото, идол, поклонството. Затоа што се расипани, затоа што тоа им одговара на нивната, на нашата природа. Често пати се сеќавам низ колпортажа. Дали се сеќавате која беше најпродавана книга во времето кога луѓето купуваа книги, бидејќи денес не живееме во такво време. Во времето кога луѓето купуваа книги, дали знаете која книга беше најпродавана? Која книга најмногу ја сакаа да ја купат луѓето? Ви текнува која книга? Тоа беше книгата Среќен брак и среќен живот. Значи, од сета духовна литература, таа книга најмногу таа ја бара. Сега, луѓето мислат дека постои некоја формула за среќен брак, што нема врска, која што е независна од верата, духовноста, посветеноста и така натаму. Тоа е како кога медицината ги лаже дека постои лек, апче за ова, апче за она и така натаму. А всушност тоа не се лекови, тоа не те лечи. Тоа те одржува, терапијата те одржува во некоја состојба да не ти биде полошо. А со тек на време ќе ти биде полошо и вака и онака. Но го нарекуваат лек како да Божем лечи. Не е точно. Кога денес би бил Исус на земјата, фармацијата прва би го распнала. Кога денес би живеел Исус на земјата и би почнал да лечи еден куп неизлечиви болести, фармацијата прва би банкротирала. Но тоа е веќе друга тема. Израелците веќе не си спомнуваа за Господа, својот Бог, кој ги избави од рацете на сите нивни непријатели наоколу. И не му искажуваа благодарност на домот на Јеровал, Гедеон, за доброто што му го направи на Израел. Го забравија Господа они, па сега Гедеон ќе го памтат. И сега, дали ова само е единствен случај? Дали ова се единствен случај во историјата? Господ те ослободил, ти го забораваш и си бираш идол, одиш во идолопоклонство и се кланяш на лажен Бог. Цела книга Суди и може да кажеме цел Стар Завет е полн со вакви примери и со ваква историја. Примери на деформација. И така ќе се вика денешната тема деформација. Тоа е историјата на христијанството, деформација. Деформација после раното христијанство, кога веќе престанале прогонството во времето на царот Константин, кога христијанството, кога црквата добива слобода и малку тоа е посакувана ситуација, кој сака да биде гонет, да живее во
притеснување во катакомбни услови. Значи, кога дошла слободата, тоа било благослов. Слободата била благослов. Но слободата што носи? Опуштање. Црквата победила, да, старото поганство било уништено, надминато, но слободата носи опуштање. Опуштањето носи што? Човечката природа греф. Значи, после славната историја на ранохристијанската црква, од 4. век натаму следи деформација. И деформацијата доживува чудовишни размери во средниот век. Заради што била потребна реформацијата. Реформацијата, за жал, не била комплетен успех, како што и немала комплетно, немала повратено комплетното Евангелие на апостолската црква, туку остварила само делумно просветлување, едно делумно фалично Евангелие, кое што и тоа, за тоа време било голем успех, голема светлина, голема револуција, не постои поголема револуција во историјата од протестантската реформација. Овие левиве револуции од францускава нааму, таа се играчки. Во споредба со протестантската реформација и во споредба со апостолската црква. Само апостолската црква е поголема револуција од протестантската реформација, како што самите евреи во Солун сведочеа. Овие луѓе, мислејќи на апостолите Христови, овие луѓе го превртеа светот со оваа наука. Со Христовата наука. Што значи ова го превртеа светот? Навистина го превртеа светот. И денес гледаме деформација и не самиот адвентизам. Гледаме или не гледаме? Или сакаме да се правиме слепи? Дали гледаме деформација во нашиот личен живот, во споредба со почетоците на нашата вера? Дали гледаме деформација во било кој поглед денес во христијанскиот живот? За светот да не зборуваме. Светот од луд станува полуд. Светот ќе биде сведен на животинска интелигенција, со кого ќе управуваат роботи. Вештачката интелигенција ќе биде попаметна од луѓето во просек. Зошто? Бидејќи деформацијата, идолопоклонството, деградацијата, развратот, неморалот ја намалува интелигенцијата. Тоа е докажано, тоа е научно докажано. Ти си идиот кога се оддаваш, стануваш идиот со тек на време, кога се оддаваш на своите пороци и на своите страсти. Спротивно на тоа, Елена Вајд вели, кој се посветува, ја чита Библијата, Божјето Слово, неговиот ум вели што прави. Каков ефект има Божјето Слово врз човековиот ум? Се развива, се просветлува, стекнува поголема интелигенција од порано. За жал, живееме во време на страшно голема деформација, било каде во црква, во другите цркви на светот, во светот, бидејќи живееме во последните времења, за кои што знаете како се опишани во Божјата реч, како само апостол Павле ги опишал, во последното време луѓето, мислејќи на христијаните, не на светот, не на човеколиките мајмуни, во последното време христијаните ќе станат какви? Саможиви, сребролюбци, самофалци, непокорни или непослушни на родителите, блудници, развратници, прелюбодејци. Што друго? Што не? Нека Господ не сочува од оваа голема деградација, од оваа голема деформација
нас лично и неште најблиски, оние што за кого искрено копнееме да бидат спасени покрај нас. Бидејќи времето настапува кога светот ќе биде толку расипан што ќе мора да биде жигосан, односно како предпотопниот свет ќе мора да биде уништен или обележан за уништување, а само еден многу мал остаток, помалку од 1%, од црквата што се нарекува себе си црква на остаток, помалку од 1% од целокупното нејзино членство, 144.000 запечатени, само еден многу мал остаток ќе биде запечатен за спасение и живот вечен без да види смрт од последната генерација на оваа земја. Толку за оваа тема и за овој датум денешен. Следната сабота е Митров ден, но нема да зборувам за Свети Димитри. Следната сабота, ако даде Господ, ќе зборуваме за нешто друго. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.